Добар дајте моето ново видео. Денес снимаме влог во Маврово. Не имам влог сниман кој знае кога, а не па ни видео скоро 10 дена. Така да уживате во видео, мислам дека ќе ви се допадне, ќе ви снимам и ќе ви дадувам се што можам да снимам во Маврово. Уживате во видео. Значи тука е спалната. Значи прво во спална, значи тоа е невозможно како смештај сме, сум многу задоволен. Тука ова е првата тераса, да ти ви ја кажам. Значи каков поглед има, што најка што сме само јас, мојата девојка и уште 2-3 гости што се сместени во станот. Значи еве го, значи тоа чудо нешто не се опишува со никакви зборови. Ево ти значи има и коли, таму има други смештаи и сега ќе ја прошетам низ Маврово ама пред да прошетаме во Маврово ќе ви снимам смештаја што има и што може да доловам во овој смештај и мислам дека ќе ви се допадне овој смештај пошто прв пат идам во Маврово во овие 24 години и баш сакав да дојдам и мило ми е што дојдов и мислам има големо доживување. Останете крај видеото. Сега одам да ви снимам салонот, вецето и дневната со секојната и другата тераса. Значи еве дневната, сега ќе ви снимам во друг кадар. Значи еве го салонот, тука е дневната, тука е вецето, сега ќе ви кажам и вецето. Опс. Еве го вецето, значи предобро. Немам зборој колку убаво вецето и суредено строс, значи немам зборој. Сега ќе ви кажам и салонот не е многу голем, но сега ќе ви кажам, одете искастите лиците. Ага, дневната. Значи се тука што седиме нема врска каша, иначе тип-топ средено. Мојата девојка те среди тука јадевме, еве и клината што можем, еве го и другиот поглед, сега ќе ви го кажам. Еве го, напред е терасата, та другата што ви снимав е одзади, но има овде уште поубав поглед. Значи таму е ски центарот, значи скоро на 5 минути сме. Тука е веќе паркинзите, значи тука е влезеш да влегваш долу во зградата. Значи има преубави места што мора да се види, малце е ладно, нормално во Маврово секогаш ова време е ладно, но има што да се види и што да се сними, нормално и да се слика и да ти остане голем впечаток. А за да ви види вас поинтересно влогу, секако и мене, ќе ви снимам кога ќе излегуваме во Маврово, кога ќе прошетаме, ќе ви снимам многу работи, ресторани има, што нема, значи прв пат идам, мора да го испитам местото и да ви снимам многу интересни спомени што ќе ви останат и вас впечаток, секако и мене, така да уживајте. Значи сега за брзо да се спремиме да се облечем, пошто многу ладно и ќе излеземе и ќе шетаме, ќе ви снимам што точно ќе се прави и ќе ви снимам денот од Маврово. Значи здраво дечки, сега одиме да пешачиме и ќе ви снимиме се што ќе се дешава. Еве кучин, еве уште едно и сега одиме надолу. Сега оддолу ќе слегуваме, значи имаме баји пат скоро 10 минути, може 15. Значи да стигнеме до зелената, зум, катастрофа. Еве, се гледа тука, да таму треба да стигнеме и ту пешки. По Шушкави, значи тешко ми не е извневиден, а мојата девојка е облечена во винтјага, што нема му студи, аз ќе мрзнам и тоа нема кали, та не ќе да се снима. Но што ето тука, микрофонот ќе се слушаме, да опуштене. И одиме надолу, кога ќе стигнеме додолу, ќе почнеме да снимаме пак. Пошто треба да пешачиме, ќе се уморам многу, ќе се скапам, пошто немам пешачење кој знае кога. Се гледаме. Значи сега слеговме, добро, сега слеговме долу, значи скоро толку 10 минути ќе ви снимаме што се случува кај сме сега. Значи сега слегваме надолу, значи ние веќе онаму горе, значи може да видите. И сега потопло убаво што времето ни се погоди е сончево, така да ќе ви снимиме секој дел. Значи еве има овде гробиште, еве го како центарова, не знам што е точно. Осваре главниот паркинг е тука и ќе видиме што се случи, да видиме дали ќе најдеме продавница, нешто купиме. Вчера стигнавме кај 6 сата, тргнавме кај 2 и не најдовме ништо, ама сега мора да најдеме нешто да земеме вода или кафе, што и да седнеме негде да
уживаме воздуха. Еве го тука. Еве тука, значи многу убави места што може да се видат и да се доживеат. Значи еве продавница да видим дали ќе работи, но мислам дека не работи. Ипак работи супер. Сега одиме да влеземе да земеме нешто и ќе се вратиме пак. Значи ипак ќе одиме после до 10 вечерта работи, дали тоа е кој нема да прашаш, нема никош да знае, сега знаеме и после на враќање ќе земеме што за пиење. Иначе многу има прилепчена, битолченец има, тоа сум само јас мислам, единствен и не знам зашто така, али тоа е, 4 прилепчени. И сега одиме надолу скроз. Значи, еве сме тука има игралиште, сега ќе снимам друг агол, пошто не можам вака. Значи, еве овде има игралиште за кошарка, за фудбал, ова не знам што поточно и што ништо не знам. Онде се гледа езерото, значи за дрвата. Ќе ви снимам, значи натаму ќе одиме. И тоа е, значи нема многу луѓе. Може видите, само ние сме и уште две тројца што помина, иначе нема многу, пошто не е уште ни сезоната. И тоа е. Еве го терен, само може да ви дадам езерата него. Има уште баја да нешто може 20 минути. Еве го. Цел комплет игралиште, ова е убава работа за децата што сакаат да се спортуваат и за рекреативно малце. А ние одиме напред, пошто има други викендици и куќи да видиме и може и ресторан некој да најме. На идење видовме. А сега ќе... Значи има и апартмани, има и заседен, тука ќе се нема да видиме кафе дали прат, а сигурно прат, пошто не верувам дека нема кафе и да видиме каков е амбиентот. Значи сега дечки се наоѓаме по црквата, што точно црква не знам, сега ќе видиме баш като што гледавме долу до езерото, блиску ни езерото и ќе одиме и кај езерото, така да сега ќе видиме што црква е, ќе се сними, ако може да се запали свеќа, уште пово ќе биде, значи за здравје и ќе ви го снимаме езерото. Значи еве оддалеку видовме дека црквата е оштетена и не може свеќа да се запали, ама мислам дека има онде. А езерото еве го, има и луѓе, сега ќе видиме дали може нешто да се направи, дали да се запали свеќа, ако има воопшто, ако не, тоа е доволно да се дојде тука, а има и конј. Така да има доста луѓе. 20 без тројца се свине. Запаливме свеќе, сега одиме кон езерото да го видиме и се враќаме назад, пошто веќе заладен, многу ладен воздух има и ми замрзна ушите, ни капа сизав ништо, че не спремен дојдов, ама за наредно ќе знам. Значи еве сме тука кај езерото, многу е повлечено, веќе се вкопваш овде, катастрофа е, значи не е заден, пошто када катастрофа е и има што да се види, сега ќе ви снимам.
Толку да видео, ако ви се допадне видео, ако сакате што вакви нови видеа, да не заборавате да ставите лайк и субскрайб. Толку до овој влог што можев да снимам, ќе фати сигурно поќе 10 минути или помалку, за разлика, али го снимав во глобалото. Што е интересно, што ќе ве привлече, секако и мене што ќе ми привлече, што ќе имате добар впечаток, а ние се гледаме во наредното видео. До тогаш поздрав!